Не цела полусезона траеше љубовта помеѓу тренерот Крсте Крстев и второлигашот Вардар од Неготино. Кочанскиот фудбалски стручњак денеска соопшти дека поднел неотповиклива и конечна оставка на тренерската функција, иако во изминатите денови фудбалерите барале тој да остане до крајот на сезоната, односно да ги води во преостанатите две кола. Тоа значи дека играчкиот кадар бил задоволен од работата на тренерот, меѓутоа постигнатите резултати и бодовното салдо кое е најлошо во лигата биле причина поради која Крстев се одлучил на оставка. Инаку Крстев седна на жешката клупа на Вардар пред почетокот на пролетната полусезона со цел да го спаси клубот од испаѓање од втората лига. Меѓутоа и покрај значително подобрениот квалитет во играта, резултатите изостанале, па неготинчани на две кола пред крајот на првенството се на дното на табелата со теоретски шанси за опстанок. Чашата се прелила на последниот надпревар помеѓу екипите на Вардар и Тетекс, кој завршил нерешено 1:1, кога во сооблекувалната Крстев им соопштил на фудбалерите дека поднесува оставка. Веднаш после надпреварот со Тетекс на домашен терен, каде што одигравме 1:1, влегав во сооблекувалната и на сите играчи соопштив дека поднесувам оставка и се заблагодарив и се извинив на кој имам погрешено и после тоа вечерта се слушнав со председателот телефонски, каде што и него го известив за мојата одлука. Тој веднаш реагираше да ја смениме одлуката, дека остануваат уште две кола, какви се такви се шансите да пробаме да ги искористиме. Јас стоев на одлуката, но утредента повторно ми се јави да во вторник се видиме, да поразговараме и бидејќи играчите отишле кај него, го замолиле за да реагира за промена на одлуката. Бев во вторникот, исто така разговаравме одвоено, па потоа и со играчите и останав на одлуката само во интерес на клубот да во последните две кола направи подвиг и едноставно забележи позитивни резултати, кои што во текот на сезоната евидентно е без разлика што немавме ниту еден пораз на домашен терен, а донесовме и неколку бодови од страна. Кочанскиот стручњак е незадоволен од делењето на фудбалската правда во втората лига, бидејќи судиите ги кроеле резултатите и директно влијале на пласманот на екипите. Освен тоа, Крстев самокритично посочува дека ефикасноста била најголемиот проблем во неговата екипа, бидејќи добрата игра на теренот најчесто не била кронисувана со голови. Моментно Крстев е слободен тренер, што значи дека многу екипи кои ќе се селат од првата во втората, од втората во третата лига и обратно, ќе можат да сметаат на услугите на тренерот кој одлично ги познава состојбите во втората и третата лига.